Со оваа конференција не сакаме само на некаков NGO-овски начин да повикаме против национализам, туку се обидуваме и да разбереме како функционираат новите форми на национализам, особено во регионот на Југоисточна Европа, но и во современата неолиберална држава. Значи, сметаме дека тоа е елемент кој што игра улога во тоа како се организира државата и сакаме да ги испитаме механизмите на кој што по чиј пат се одвива тој процес. Сметаме дека Македонија тука и незиното соседство, Југоисточна Европа или можеби токму најблиските соседи, имаат една специфика на која што ќе се концентрираме повеќе на конференцијата, а тоа е степенот на значајноста. Значи, ајде да речеме, тоа е прашање на квантитет. До која мера е национализмот клучен во тоа како се конституира државата, како се регулира таа сама себе, како функционира општественото ткиво или општеството и јавноста. Зошто викам национализам? И покрај тоа што честопати викаме добро, не, ние не сме националисти, ние сме патриоти и сето тоа, национализмот сам по себе не мора да представува лош, погреден термин. Национализмот е исто што и патриотизам на некој начин. Неговите, да речеме, опасни форми би биле фашизам, шовинизам и така натаму, но национализмот е кога ставате вашата нација во центарот на политичките интереси. Сега тоа што е специфично кај нас е ставањето на етноцентрички дефинираната нација во центарот на интересите на општеството и давање на тоа е тука ние ќе примениме во анализите еден културолошки аспект, давање на тоа една таква символна моќ преку токму културни проекти, преку естетика, преку реторика, која што влегува во димензиите на уметност, на уметничка продукција, академизам и така натаму, се што е култура, а културата ги има механизмите за да зајакне символното. Сега тоа символно, барем кај нас, а ми се чини и нашето огледало националистичко, Грција, е толку силна што ми се чини дека од тој култ на националното поттекло, на чистината на националното поттекло произведува нешто што е безмалку тотем. И сега, како, значи, тој вид на национален тотемизам ги условува сите други процеси во општеството, интересно да се види, ми се чини дека ги исцртува границите на било што политички можно. Ја става границата до каде можете да одите со социјална критика. Ако претерате со социјална критика, вие сте национален предавник. Ако, не знам, на некој начин се обидете да ги трансцендирате етничките разлики внатре сега во општеството, во социјална мобилизација, да речеме женско движење или слично. Тогаш сте предавнички на вашите етницитети, па не можете едно вистинско, прописно, ефикасно женско движење да организирате. Значи, етноцентричниот национализам во Македонија ги регулира сите политички процеси. И сметаме дека овој феномен треба да се истражи, за да просто да разбереме како функционираат тие процеси, за после со соодветни политики до кои што може би ќе дојдеме, ќе ги изумиме, како да кажем, во текот на оваа конференција, ќе можеме да предложиме и решение како да се справиме со таа појава.